Газдите да се грижат за здравјето на работниците, порачуваат инспекторите и експертите. Ова подразбира дека секоја фирма мора да има и експерт за заштита при работа. Значи секој работодавач е должен да има вработено стручно лице за безбедност при работа, односно ако нема такво да ангажира правен субјект овластен од министерот за труд и социјална политика за безбедно извршување на работните задачи на вработените. Ваквата препорака е резултат на поразителните бројки за повреди на работа. Имено за една година несреќите погребаат тројца работници на истокот, а 12 трајно осакатија. Највише повреди има во преработувачката индустрија, потоа во градежништво, исто така има и во трговија, и во здравство сега се појавува. Во изминатите години најмногу семејства во црно завија рудниците, но за среќа состојбата овде, иако е далеку од идеална, оди на подобро. За работите со безбедноста да тргнат на уште подобро, треба многу работа, труд, но и контроли, што значи повеќе од обично исполнување на законските норми. Сите чинители, сите актори во безбедноста треба да се вклучат и да имаме една заедничка координација која на краишта е во полза на самиот вработен. Оти животот е најскапо нешто. Не само за човекот кој ќе се проведе или ќе загине, или за семејството. Така што новиот пристап е не да се занимаваме со последиците, него да се занимаваме со превенцијата. Инаку, на ниво на држава, бројот на несреќи при работа последниве години е во пораст. Во 2013 на работа настрадале 98 лица, од кои 28 завршиле фатално. Лани бројот на несреќи се зголемил на 130, а 42 починале од повредите.